Ја почитувам вашата улога во општеството, сакам да споделиме заеднички размислувања и интенции за предстојниот период, за предстојната перспектива на нашата држава. Знам дека вие како граѓански здруженја, како граѓани одговорни, размислувате секој со своите убедувања за предстојните наши одлуки кои треба да ги донесеме. Граѓанскиот сектор сега во Струмица и во нашата држава се повеќе одигрува една важна улога, е важен коректор на нашето општество, важен коректор на мислењето на нашето општество и јас чувствував потреба да заедно со вас подискутираме за нашите можности, перспективи, правци и планови во кои што треба да се движиме. Мислам дека на тој начин во денешно време со вакви можности, алатки, комуникации, можности за сознанија, правилни одлуки, ќе донесеме вистинска одлука која што нашата држава ќе направи по-просперитетна, по-успешна и по-почитувана во светското и европското пред се семејство. Знаете, сите од нас размислуваме, сум сигурен во таа работа, нашата држава, нашиот народ и низ историјата имала многу крстопати низ кои што морала да помине, на кои крстопати морала да донесе значајни одлуки, кои одлуки денес од аспект на историја на поминато време ги анализираме, ги согледуваме, секогаш имало тешки одлуки, уште од времето на подалечната историја, за востанија, против востанија, прерани востанија, закаснати востанија, навремени востанија, правилни одлуки, лоши одлуки, кои од денешен аспект ги гледаме, но секогаш имало предизвици, имало потреба, имало обврска да се донесе одлука, значајна одлука. Еден од тие крстопати јас го лоцирам и сегашниот, предстојниот, кој мораме мудро, паметно, прагматично да го решиме, кој мораме да изнедриме од нашите капацитети максимум и мислам дека во денешно време ваквата одлука е можеби полесна за нашиот народ, затоа што отворени се комуникациите, отворени се можности за информација, отворени се можности да конфронтираме различни мислења и на тој начин мислам дека ги имаме сите предуслови да донесеме и поправилна одлука. Целта на оваа наше видување е, како што најави господинот Тони Милушев, предстојните евроинтеграции, интеграции во НАТО сојузот и можностите за нашата држава кои се отвараат со таква една одлука. Ваквите одлуки не се секој пат едноставни, побудуваат чувства кај нашиот народ. Многу од нас се чувствителни на оваа тема, понекогаш и немат доволно можност за емотивните делови, за оние чувства кои што ги нарекуваме национални чувства, вистински да ги разберат, се чувствителни на таа тема. За жал, многу од нас, заради своји причини, чепкаат на тие баш најчувствителни жици од нашето постоење. Мислам, не секогаш честно и не секогаш со искрени намери, но тоа е така едно мое субјективно мислење, јас ќе го оставам тоа во резерва, сепак ќе дозволам и вие да си го кажете своето мислење. Мислам дека сите сме свесни дека евроинтеграциите и вклучувањето во НАТО сојузот за нашата република се значајни моменти. Тоа се иднина во која што гледаме една подобра перспектива,
по-голема сигурност за нашата държава, по-голема економска стабилност за нашата държава, сигурност на границите во тој еден сојуз, сигурност на инвестициите, владење на правото, правичноста и правото, уредување на општеството по стандарди европски испробани, кои што се докажени, кои што гарантираат еден поголем спокој, поголема сигурност на нашите граѓани. И мислам дека тоа е нешто што сите од вас го знаете, сигурен сум и подобро од мене. Јас би сакал нашето убедување да го преточиме во една акција, во една иницијатива која што граѓански здруженја, граѓани ја поддржува и која се вика Заедно за Европска Македонија. Вам ви е сигурно познато дека оваа коалиција е неформално движење од група на граѓани, заедници, граѓански организации, друштва, синдикати, политички партии, стопански комори, други чинители, кои во однос на предстојниот референдум на 30 септември се согласни да ги повикаат граѓаните да излезат и да гласаат за Европска Македонија. Досегашните членки кои учествуваат и кои се членови на оваа коалиција стратешки ги означија своите цели за единствено дека нашата република преку членство во НАТО и Алијансата и во Европската Унија, нашата држава ќе добие значајни придобивки од тие евроатлантски интеграции. Сега мислам дека треба да се сплотиме и да донесеме заеднички одлуки за оваа наше предстоен предизвик. Според мене, референдумот е една од најмокните, ако не и најмокна, и всушност најмокна алатка во една демократска држава. Според мене, мислам дека секој граѓанин одговорен би требало да излезе на овој референдум, без разлика на своето убедување. Тоа е моето мислење. И мислам дека овој значаен момент не смееме да останеме пасивни, да не го кажеме својот збор, да не го кажеме своето мислење, какво и да е. Мислам дека најлошата варијанта е да останеме пасивни, да оставиме да течат водите спонтано, без наше учество, за кое можеби подоцна ќе се каеме, можеби ќе биде спротивно на нашето мислење, можеби ќе се осудуваме зошто не сме го кажеле нашиот збор кога било потребно, зошто не сме го искористиле нашето демократско право, право на глас, право на одлука, право за кое генерации и генерации се бореле и го дури давали својот живот, за да можат да дојдат до ситуација, до состојба, до право да бидат учесници, активни чинители во онаа што се одлучува во едно општество, а да не зборуваме за вакво круцијално, важно, есенцијално прашање за иднината на нашата држава. И мислам дека тука не смееме да бидеме пасивни, не смееме да бидеме инертни, не смееме да дозволиме луѓето да ги ставаме во заблуда, да вакви важни моменти да ги пасивно ги поминат во своите домови и да не учествуваат во она што се вика иднина наша, на нашите деца, на нашите генерации, кои секогаш мислам дека треба да ни бидат пред очи и да ни бидат во нашата памет, во нашата глава, кога размислуваме за нашата одлука. Членството во Европската Унија и НАТО, јас веќе кажав и знам дека знаете, тоа се најмокните сојузи, најмокните заедници, гарантираат повисоки приходи, сигурно, поголеми инвестиции, нови работни места, поголем и стабилен пазар за нашите предпријатија, за нашите фирми, поголем, постабилен пазар, економски развој и се надавам и сигурен сум подобар живот за нашите граѓани.
по-добра комуникација за нашите млади луѓе, по-добра едукација на престижни, врвни факултети, поголема можност за да се конфронтираат интелектуално со останатиот дел од светот, да донесат, да пренесат искуства од поразвиени, понапредни земји. И она што е многу важно, контрола на правниот систем, на правната држава, која мислам дека ни е можеби најпотребното нешто во следниот период. Членството во овие заедници, во овие сојузи, овозможува пристап и до поголеми европски фондови, до кои и сега, како предпристапни фондови, како припремни фондови за членство во Европската Унија, до некаде имаме право да ги користиме. Меѓутоа, можноста е многу поголема. Тие фондови се значително поголеми од онаа што сега ни е достапно. Мислам дека ние се повеќе се тренираме, научуваме, учиме како да доспееме до тие фондови. Општина Струмица, знаете дека има позитивно искуство по многу наши фактори релевантни. Струмица е една и од лидерите на користење на овие фондови. Знаете дека во претходниот период повеќе од 12 милиони евра има Струмица преку секторот за локален економски развој, преку оделението за меѓународна соработка, веќе аплицирано и добиено повеќе од 12 милиони евра помош, значајна, која ни помогна нашата општина да ја збогатиме со содржини кои што вистински го подобрија квалитетот на живот на нашето општество, на нашата комуна. Јас можем да набројам неколку што вие ги знаете. Едно од грандиозните, така би кажал, проекти, тоа е пречистителната станица, која чини повеќе од 6-7 милиони евра, која значително ја подобри нашата околина. Пристапен пат, реконструкција, археолошки наоѓалишта на локалитетот Цареви кули, еден проект кој делумно е остварен, еве сега аплицираме и еве можем да ви кажем дека ги добивме веќе некои одобрења за да продолжиме со тој проект. Тоа е веќе во најново време и резултатите ќе се видат. Тоа се исто побарани средства од преку милион евра, кои скоро сигурно ќе ни бидат одобрени, веќе се направени првите одобрувања. Знаете дека со европски пари го градивме новото крило во средното општинско училиште Јане Сандански. Правевме реконструкција на основното општинско училиште Никола Вапцаров, основното училиште Кирил и Методи во Дабиле, детската градинка Клон 2. Тие се неколку од проекти кои што се градени со европски пари, фотоволтаичните системи во основното училиште Сандо Масев, туристичка тримпатека во Банско и многу други. Дека ги има наброено, да не ги набројувам. Новите градинки сега што ќе се градат и кои сме веќе во завршна фаза, кои се прилично известни. Не известни, 100% известни. И ова само како една илустрација за она што може да биде потенцијал при пристапот на нашата држава во таков еден сојуз. Јас би сакал да апелирам, не сакам да останам инертен, не сакам да останам без да го кажем своето мислење. Мислам дека мораме да ја донесеме оваа одлука и единствено со таква одлука, прифаќање на референдум, гласање за Европска Македонија, ќе ни отвори многу перспективи и мислам дека тоа е начинот и патот, секако поддржувајќи го договорот со Република Грција, која е можеби и не можеби, туку сигурно, онаа што е најосетливиот дел. Меѓутоа, јас и во друга прилика кажав, многу години потрошивме
во преговори, многу години потрошивме во стоење во место. Многу држави наши соседни можеме да се увериме каков прогрес направија со приклучувањето во европските заедници, унии. Мислам дека е евидентно, мислам дека можеме како интелект, како потенцијал оваа држава да направи многу повеќе. Секој договор, секој компромис, се разбира, не можем да не кажем, има и добри и лоши страни. Секогаш јас мислам дека мораме да ставиме на вага што добиваме, што евентуално губиме, дали можеме повеќе да добиеме. До сега не се сеќавам некој да понудил друга варијанта, не се сеќавам да понудил подобра опција, не се сеќавам дека клучните, важните моменти кои што беа црвена граница за Македонија, мислам дека се задржани. Тоа е моje лично мислење, но не сакам да делувам на вашето мислење, но морам да го кажем, не сакам опортунистички да настапувам, мислам дека кога сето тоа ќе се земе на мерење на една вага, можем да кажем највистинската формулација за она што јас го чувствувам е повеќе сум за овој референдум и ваквото изјаснување отколку против. Она што е во мене против, сепак кога го ставам на вага со останатите позитивни гледања на овој договор, сепак превагнува оваа желба за подобра перспектива, подобра иднина за нашите деца. И човек не може да донесе лоша одлука ако пред себе ги има своите деца, ако пред себе ги има децата на своите комшии, нашите сите млади деца. Мислам дека тоа најмногу може да ни помогне да донесеме вистинска одлука во овој момент. Јас ви благодарам, се надевам дека ќе кажете и вие по нешто, ќе поддржите или ќе дебатираме за некои работи колку можеме, но едноставно јас чувствував потреба да ви кажем моето убедување наједноставно, најдругарски и најчестно.